години треба да се? 15, да. Порано беше по ноќни локали се повеќе као на радио. Зашто ноќни локали има многу забава кај нас, нели? Така, у радио, дефинитивно сега. Вади ме зајак од шапка, не. Магијата на радиото. Обично кога доаѓаме во радио, зашто многу луѓе не гледаат, не знаат како изгледа. Ставаме девојка у ковчег, затвараме, тече, не знам, пола и она не е на пола, не. Магијата на радиото е да моќта да анимираш луѓе, да не, преку звука, не визуелно, да едноставно ги пратиш на патување, некое само звучно без да гледаат слика и да успееш така да ги забаваш и анимираш. Во радио нема мотивирано уште пиштол гол, буквално. Апостолки не папочи, зашто не сме 75-та па папочи едноставно на работа. Апостолки да, буквално. У бањарка нема мотивирано уште. Да се биде диџеј значи дека мама и тато кренале раце од тебе, ајде си не прави нешто, било што колку да работиш те молам, ајде да те избациме од дома само колку нешто да правиш. У задње време баре тоа, да се биде диџеј, да се биде што знам. Што значи да се биде диџеј? Па вали да се биде аниматор на некој начин. Периодот Ѓорѓи Крстевски не на луп. Не во никој случај. Песна што би можел да слушам на луп, ова е сериозен одговор сега, од Chicane Autumn Tactics, а песна што органски не можам да поднесам. Неверојатно бајага мои содругови. Језиво дури. Кога се соберат, знаеш, друштво на свадба и сите скокаат онака мои другови жестоки момци, 95% не се жестоки момци, тие со палица гледаш на сите кои жестоки момци. До кога да преднавме како човечки род вајде од оваа песна. Не иновативен. Може така да биде, да. Зашто другите збори се малку побезобразни па за тоа. Ова е онака. Како што поменуваат годините, така имаме некоја надолна линија на движење. Чојот пат знае пик да има некој. И ќе се изненадиш сам себе си, од кај дојде ова. Не знам едноставно луѓето како да престана да сакаат да се забавуваат. Всушност сите сакаат да се забавуваат, ама тоа е имагинарно сакаат да се забавуваат. Ајде да се случи нешто, ајде се дешава нешто, ајде се дешава, ќе почне да се дешава нешто. Па не ќе оба да се дешава, сакав друго да се дешава. Зашто се ова? Повеќе се, две на Мартин Солвејк, една у Процес, една у Колосеум. Хернан Катанеов, також у Колосеум. Армин ван Бурен у Колосеум. Што е друга добра ширка? Тие се ваѓа. Омилен диџеј ми е. Па што знам варира тоа од момент у момент. Моментално ми е Елке Клайн, зошто прави музика некоја што и пушта музика што едноставно се врзува со мене во моментов. Ај вака. Значи, има многу добра македонска музика, има многу добри млади групи што работат и што пробуваат да си го најдат патот во сето тоа. Ама имаме и затоа и голем дел од тоа што уште работи формулата на 1965-та. Не сега ти реков. На 1900... Ајде, почитак се ова. Значи, уште работи формулата на 1965-та со истите мелодиски линии, премногу текст кажување у песна и тотално неимагинативни балади и досадни поп-рок песни што изумреа многу одамна, ама ние упорно ги правиме. Арно ама, како што кажав, има многу млади групи што работат и што прават модерна музика, што кој би ја слушнал не би рекол, ова е македонска музика. Ти свири у позадина, мислиш дека странска песна, тема ако не заслушаш, да знаеш. Така да мислам дека сега има некој пораст во тој поглед, само што уште не се доени до израз тие деца.
Па најверојатно би било тоа Мамбо кафе и бица со Chicane. Добра локација. Се најжив сам кога се најжив. Па со оглед на тоа дека сите ние диџеи размислуваме да купиме синтесайзер, сега кај да е. Не би рекол. Не зависи, све зависи, буквално се зависи. Ние сме сезонски работници. Ние джокси да мраз толку сме. Македонците фиктивно слушаат квалитетна музика. Значи сите сакаме и ова е квалитетна, ние сакаме да слушаме кул музика, ова го слушам ја, ова го слушам. Седено е до 10 сат у кафана. И тогаш све паѓа у вода или некој од Кралица Белорекски сплавува прави концерт негде и ја рушиме пола сала зашто го слушаме квалитетна музика. Така да што знам, вајде да слушаат по дома, евентуално се кријат. Добра песна, ова нека нема слушам другарите, дека слушам зашто он цеца слуша и да нема. Параметар. Немам никогаш во животов мене ми се нема пуштено девојче кога пуштам музика, имам девојка, морам да кажам. Никогаш ништо не се случува, едноставно не ме приметуваат дека пуштам музика. Тоа нешто невидено, јас се кријам, они воопшто не ме нарецкаат, нема никакви ситуации со девојки за време на пуштање музика, искрено го кажам ова сега тука јавно. Секојаш било црнокоси, ама сега немам проблем со шутирањето дека. Не знам зашто стареам, валјда и не ми се гледа добро така. Мислам дека лице без шминка, поприродно. Се зависи како е девојка. Ке девојка ќе да малце шминка, стај нешто, ајде. Не е страшно, и да се нашминкаш малце. Нема биде најлошото нешто на свет ако ставиш малце шминка. А види, се зависи. Значи има и диџејна свадба е супер, и бендна свадба е супер, се зависи од луѓето што ја прават свадбата и луѓето што доаѓаат како гости на свадбата. Зашто имало моменти кога сум бил диџеј на свадба, па таткото на невестата сакаше да ме фрли негде. Буквално го тргаше: "Тато, ние сакаме ова, трни се." "А што лечи ова?" Не, тато, ајде, трни се." Работен ден? Па добро, се сите ќе ме псуе да го слушат да бидат работен ден. Мојот работен ден изгледа вака: стануваш во 10-11, се тегнеш, си огалиш куќето, гледаш на телефон што има, па јадеш нешто благо, па пиеш кафе и гледаш дека дошло 12:30, се викаш: "Чекај сега, малце треба посериозно да се спремам, дошол 2 сат на работа сум." И идам у 2 сат на работа и таму дека и 4:30-5 негде завршуваме и после тоа се идеме дома и доаѓам уморен дома заедно со сите у исто време. Како работа денес, тешко. Многу работа денеска. Охо, да, ги имаше такви. Дори имаше и за 100 денара да ми дава да правам песни, ја ми рекав ќе ти дам 200 само да не ме бараш песната. Уличен забављач. Вајда, не знам, да не бев диџеј, што ќе бев. Не знам, сега гледам дека паметна инвестиција се било поп. Ке беше забавен погреб. Ајде сите сега да го славиме животот. Животот без музика би бил глув, осамен. Не знам што би бил, не би бил вајда. Црно-бело, така може да на цел свет. Воопшто не е наместено. Црно-бело. Воопшто не ме тераат ако нешто да направам.